Премиерната изведба на представата За кого бијат камбаните во режија на Мартин Кочовски е последната представа во богатата актерска кариера на Горан Илиќ, кој летово ќе замине во пензија по речиси 5 децении на сцената. Во полната сала на Националната установа Центар за култура Трајко Прокопиев, колегите и публиката со долг аплауз и награди му го честитаа пензионирањето. И ми честитам ова представа е по повод 75 години од постоењето на Театар Куманово. А Театар Куманово не би бил ништо без неговиот актер Горан Илиќ. Да ме честитам оваа премиера, а со тоа и да го испратиме вака достоинствено во пензија. Актерот не се пензионира, тој продолжува да игра до крајот на животот, така што Гиве ќе го гледаме уште долго на даските што живот значат. Неговата биографија е долга, има улоги милион на филмското платно и тука. Само едно големо благодарам од сите нас, од целиот колектив и се разбира од вас, нашата публика. Официјално во Театар Куманово Илиќ бил вработен на 1 ноември 1984 година, а професионалниот живот му е исполнет со многу успешни и наградени представи за својата улога во нив. Аматерски од театар сум од 76 година, да кажем, со улоги. Пред тоа статирав нешто. Значи, од 76 за 47 години сум во овој театар. Ама не, имам играно и во други театри, доста. Имам 28 представи надвор од овој театар. За мене една од најголеми улоги ми беше улогата на Луков во Црнила. Таму не добив награда, ама се растури жирито, кога председател на жири Мери Бошковац, позната македонска глумица, рече или Горан ќе добие награда или јас си идам. И овие не се сложија, бидејќи година дена пред тоа добив и сега им беше некако непријатно. За најновата представа Илиќ вели дека е многу напорна, но дека публиката мора да ги прифати и ваквите представи кои што немаат забавен карактер. Ова е доста напорна представа и многу работевме, мислам, 2 месеци, долги проби, многу пење, многу кореографии некои внатре таму, така да беше доста напорно за мене. Мислам, сега со оглед на години, па и некои здравствени проблеми, треба веќе да престанеме да размислуваме дека театар е само забава. Во театар не мора само да идеш да се смееш. Треба малку и да посветиме, бидејќи некако мислам дека со тоа ни падна нивото, некако постојано форсирајќи некои ефтини лесни забави, така и животот ни стана некако. Тоа не е баш така едноставно. Треба и публиката да вложи малку, да кажам, сега не мора одма да почне да чита, ама. Вредноста на човечкиот живот, линијата меѓу моралното и неморалното и смислата на постоењето која произлегува од љубовта се дел од темите кои ги отвора оваа представа. Според драматургот Лидија Митоска-Ѓоргиевска, во фокусот на представата се наоѓа огромната обединувачка моќ на хуманоста и сочувството, но и големината и нескршливоста на човечкиот дух во безизлезни ситуации, а особено кога човек е исправен пред смртта. Главната улога во представата ја игра Давид Илиќ, покрај него се и актерите Александра Михајловска, Александра Пешевска, Антонио Димитриевски, Владо Дојчиновски, Горан Илиќ, Дубравка Киселички, Жарко Јовановиќ, Јанка Левкова, Кети Дончевска Илиќ, Мирослав Петковиќ, Мишо Димитриевски, Нина Максимова и Чедомир Митевски. За кого бијат камбаните е поддржана од Министерството за култура, а е подготвена за изведба во година кога Театар Куманово одбележува 75 години од постоењето.